уште од времето на Александар Македонски. Се слушнале за Александар Македонски? Да. Што беше формиран, а престанал да постои во времето на Крали Марко. Да. Се слушнале за Крали Марко? Да. Значи во времето на Крали Марко се викал Битола, а во времето на Александар Македонски се викал Хераклеја. И сега ќе приметите дека овде имаме рушевини од објекти кои што во тоа време служеле за заедничка употреба. Значи, знаете што се објекти за заедничка употреба? Згради каде што сите заедно ги потребуваат. Со градовите. Служат за заедничка употреба. Ајде да ви текне нешто. Школите се заедно за заедничка употреба. Значи не се приватни куќи, туку за заедничка употреба. Школото е објект за заедничка употреба. Да. Значи најдено една школа, односно гимназион. Потоа најден е пазарот на градот. Вие одите на пазар? Да. Значи тој има сега молови, така наречени трговски центри, во тоа време се наречени. Тука е најдено една агора. Друго што е најдено е театар. На театар сте биле некогаш? Да. Важно имале театар. Меѓутоа тој театар бил на отворено, значи не е како сега затворен, туку на отворено. Нема покрив. Меѓутоа таму се изведувале и гладиаторски игри. Знаете што се гладиаторски игри? Значи тоа биле борби, кои што сега се боксуваат, например, Бог знаете што. Во тоа време биле по-сурови тие игри, со мечеви се бореле гладиатори. Нешто слично како таков тип на борба. Ова со мечеви се штитови. Значи исто така игри со животни имало. Значи се пуштало едно животно диво, а другото питомо некој како жртва и сега се бркале, тоа ги забавувало. Јас не знам што на каква забава наоѓале во тоа, меѓутоа во секој случај постоеле такви игри. Исто така гимназионот го користел театарот за физички активности на младите деца. Значи младите деца таму вежбале, а потоа и се такмичеле, гледале видеото такмичење на односно физички активности. Исто така театарот служел и за политички собори. Сте слушнале за името парламент? Да, парламентот сте гледале на телевизија кога ќе зборуваат политичарите собрани на едно место. Тоа е, значи, собрание, имало градско собрание, служел театарот. Што друго е најдено? Судската палата, значи сигурно сте имале прилика да слушате дека постојат судови во градот, така? Значи судската палата е најдена. А во времето кога луѓето станале христијани, значи прво биле многобожци, верувале во многу богови. Од нив можеме да ги спомнеме Зевс, Артемида, Деметра, Атена и така натаму. Значи не знам дали сте слушнале за нив, за овие високите класови сте слушнале? Не. Добро, за Херкулес сте слушнале? Херкул има игри или нешто. Херкул. Знаете за Херкул? Значи луѓето верувале во многу богови, меѓутоа потоа станале христијани, го прифатиле христијанството, поверувале во Христос и почнале да градат цркви каде што ќе се молат. Да се практицираат своји верски потреби. И тука се најде исто така и цркви. Значи гледате сите овие објекти се за заедничка потреба, не се објекти за живеење. Каде се наоѓаат објектите за живеење? Се уште подземје. Значи ова било подземје. Сега да не ви објаснувам процесот како се нашли подземје, значи уште сте мали, ќе дојдете повторно можеби во 6-то, во 7-то, во 8-то, кога ќе учите историја, тоа што ќе видат работите многу појасни. Меѓутоа ова што е откриено е откопано фактички. Откопано, иначе подземје се наоѓа. Останатата дел на градот кој што бил многу голем, во тоа време еден поголем град, се наоѓа подземје. Надам
почнува приватните куќи да се граѓаат. Меѓутоа дека процентот на градот имало повеќе само заеднички